и останати гости. Почитувани гости, почитувани војници, старешини и цивилни лица на служба во армијата, дами и господа, денес со особена чест и достоинствено го обележуваме 18 август, денот на армијата на Република Северна Македонија. Овој ден е символ на нашата војна традиција, на пожртвуваноста и храброста на генерациите кои пред нас ја носеле одговорноста да ја штитат татковината, но и на професионалноста и посветеноста на денешните припадници на армијата. Гордост е да се биде припадник на армијата, чии корени длабоко се протегаат во историјата на македонскиот народ. Таа традиција е втемелена во вековната борба и стремеж за слобода и самостојност, во која македонските војни, војстаници и борци со храброст и пожртвуваност го трасираа патот кон слободата. Патот кон создавањето на македонската армија е нераскинливо поврзан со стремежите и делата на нашите претходници и великани од пред илинденскиот и илинденскиот период, кои со својата храброст и пожртвуваност го запалија факелот на слободата. На борците од народно-ослободителната борба на Македонија, кои со одлуките на Асмом ги удрија темелите на современата македонска држава. На 18 август 1943 година, на падините на Славе Поланина, беше формиран баталјонот Мирче Ацев, првата организирана војна единица на македонската војска. Токму овој датум, денес, го обележуваме како Ден на армијата, како тема на нашата современа војна традиција и како траен потсетник дека припадноста кон македонската војска одсекогаш значила чест, пожртвуваност и верност кон татковината. Денешната свеченост е можност да се подсетиме и на најважните настани кои го обележа развојот на армијата во изминатите 34 години во самостојна и суверена Република Северна Македонија. Осамостувањето на 8 септември 1991 година и публикувањето на тогашната Југословенска народна армија, македонскиот народ го оствари својот вековен стремеж за независна, суверена и самостојна држава. Во новосоздадените услови, државното раководство и граѓаните по мирен пат започнаа со изградба и воспоставување на институциите на самостојната македонска држава. Со донесување на Законот за одбрана на 14 февруари 1992 година се дефинираше и системот за одбрана, а армијата стана еден од главните столбови на македонската државност и гарант на македонската сувереност. Во сложени и неизвестни безбедносни услови и со ограничени ресурси се формираше армијата со собствени сили и капацитет. На 27 март 1992 година армијата презеде целосната контрола и одговорност за обезбедување на територијата на државата. Незиниот развој започна со регрутен состав, кој низ годините постепено се трансформираше во современа, целосно професионална армија, оспособена и обучена во согласно со современите војни стандарди. Со пристапувањето кон иницијативата Партнерство за мир во ноември 1995 година, армијата активно започна да учествува во многу процеси и вежбовни активности како партнер на Северноатлантската алијанса. Веќе во 1996 година единица на армијата за прв пат учествуваше на мултинационални војни маневри Мировен Орел 96 надвор од границите на нашата држава. Следеа бројни мултинационални и национални војни вежби во земјата и странство, кои кулминираа со реализација на вежбата Immediate Response 25, со учество на повеќе од 2200 армиски припадници од 7 земји членки на НАТО и 2 НАТО партнер земји членки на АП Кривола. Нова се надоврзи и вежбата Блесок 26, како продолжение на серијалот Македонски блесок, во рамките на која беше реализирано оценување на лесната пешајска батальонска група, како НАТО декларирана единица, согласно стандардите за оценување на копнени команди и единици на Сдружената команда за операции на НАТО, достигнување на кое, како единица, сме особено горди, бидејќи го представуваме јадрото на батальонската група.
На 27 март 2020 година Македонија стана 30-та членка на НАТО, со што го потврди своето стратешко определување за заедничка безбедност, стабилност и мир. Со членството во Алијансата, армијата стана дел од најмоќниот колективен безбедносен систем, преземајќи нови одговорности и обврски, кои од нас бараат високо ниво на професионализам, интероперабилност и подготвеност, но и отварајќи нови можности за развој на своите способности. Денес преку учество во заедничките вежби и операции, нашите припадници рамноправно придонесуваат кон колективната безбедност и ја потврдуваат подготвеноста да застанат рамо до рамо со сојузниците. Значењето на нашето членство и придонесот на нашата армија во колективната безбедност беше потврдено и со неодавнешните посети на највисоки представници на НАТО. Посетата на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, како и посетата на врховниот сојузнички командант за Европа, генералот Алексус Гринкевич, представуваат значајно признание за професионалноста, посветеноста и придонесот на припадниците на армијата. Тие посети се уште една потврда дека Република Северна Македонија не е само корисник на колективната безбедност, туку активен и ценет сојузник кој со своите способности и со своите луѓе придонесува кон безбедноста и стабилноста на Алијансата. Армијата својата вредност не ја покажа само во услови на криза. Таа секојдневно ја потврдува преку обуката и вежбите, учеството во меѓународни операции, помошта на населението и поддршката на институциите кога тоа е потребно. Нашите припадници во изминатите години со чест и професионализам ја представуваат државата во меѓународните операции во Афганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, Ливан, Централна Африканска република, Косово, Латвија, Романија и Бугарија. Со својата дисциплина, посветеност, обученост и интероперабилност покажаа дека квалитетот на една армија не се мери само според опремата и технологијата, туку пред се според луѓето кои се чинуваат. Нашата армија не отстапи ниту во најтешките моменти кога татковината и граѓаните имаа потреба од незината помош. Во изминатиот период припадниците на армијата беа ангажирани во справување со последиците од природните непогоди. Учествува во гасењето на пожарите на повеќе од 30 локации низ територијата на државата и дада свој придонес во поддршката на институциите при справувањето со последиците од трагичниот пожар во Кочани. Во изминатите 34 години гордо изслужиме на татковината, успешно извршувајќи сложени војни задачи и представувајќи ја нашата држава на меѓународна сцена. За нашиот придонос добивавме највисоки признанија и одликувања, потврдувајќи дека со професионализам, љубов кон татковината, лојалност, одговорност и посветеност кон реформите, успешно ја исполнуваме нашата мисија, одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на државата, развој на потребните способности и придонос кон колективната безбедност како равноправна членка на НАТО. Од првите чекори на формирањето на армијата па се до денес, таа постојано се развива, се модернизира и приспособува кон безбедносното окружување и современите предизвици. Современото безбедносно окружување пред нас поставува нови и сложени предизвици. Промените во кои начинот на водење на војните операции, развојот на новите технологии, информатските операции и сајбер простор, беспилотните системи, електронското војување и потребата од брзо донесување на одлуки бараат од нас постојано учење, прилагодување и унапредување. Затоа нашата најголема сила мора да останат луѓето, обучени, мотивирани и професионални припадници, кои знаат дека секоја задача, без разлика колку е сложена, мора да биде извршена совесно и одговорно. Пред нас се нови задачи, нови предизвици и нови одговорности. Од нас се очекува да бидеме подготвени, професионални и единствени, да продолжиме да ги градиме способностите на армијата, да го чуваме незиниот углед и да ја оправдуваме довербата која ни ја даваат граѓаните на нашата држава. Нашата должност е јасна, да ја браниме татковината, да го чуваме незиниот суверенитет и територијален интегритет и како одговорен член на НАТО да принесуваме кон заедничката
безбедност и стабилност. Нека ни биде водилка традицијата на генерациите пред нас, а иднината нека ни биде мотив да бидеме уште подобри. Но напредените, наградените и пофалените припадници од 2-ти пешајски батальон, нека им е честито и им посакувам успех во понатамошното извршување на функционалните задачи. Нека ни е честит 18 август, денот на армиите, со желби за добро здравје, личен и професионален успех и уште многу години исполнети со чест, достоинство и гордост во служба на татковината. Да живее армијата на Република Северна Македонија! Да живее! Да живее Република Северна Македонија! Да живее! Ви благодарам. По повод денот на армијата, телеграми со искрени честити добивме од началникот на Генералштаб на армијата. Честитка од началникот на Генералштабот на армијата по повод одбележувањето на 18 август, денот на армијата. Почитувани генерали, офицери